Така, ајде да се обидеме сите заедно да го прочитаме текстот, да не читаме многу гласно, за да можеме да се разбереме. Обично са изплетени с различни шарени бои. Нивната карактеристична боя им е црвена. Под нив има бела кошула. На главата се носи шамија, а на нозите се носи опици. Народните носии се користат за играње на различни уроки. Тие се направени со рачна изработка и се наменети за луѓе за секаква возраст. Има различни носии за различни. Ова е бардаче. Неговата боја е кафеа. На него има различни шари. Тоа е направено од глина. Во минатото жените од селата ги користиле за полнење на вода. Неговата форма е валчиста и има рачки од страните. Некое место е затеснато затоа што оттаму се полни водица, а надолгоре има тапици за водата да не се истури. За него треба да се вложи многу труд, пак да се направи. Народната музика се пренесува од колено на колено по пат на устно предание. Во Македонија постојат голем број народни песни и игри кои го одразуваат животот, работата и обичаите на луѓето. Тапанот е направен од платно. Тоа е во вид на круг и има стапчиња со кои се удира во него. Одлично, ајде другарката до тебе да видам за зурла, има ли напишано? Зурлата е направена од дрво, таа е македонски инструмент и на неа лесно се свири. Гајдата е направена од платно и од дрво и таа е думачки инструмент. Каде е моето либе? Така. Керко Елена. Добро. Останатите да видам. Ајде ти да видам кои песни ги пронајде. Ние пронајдовме 5 песни. Добро. Македонско девојче, чифте, чифте, пањто лари. Така. Ојде војче, девојче, се расплука шал. Убаво девојче, од